Благодарам, председателе. Почитуван колега, економијата не е шведска маса, па вие да си земете од шведската маса она што вие го сакате. Вие да држите 10 минути говор за задолжување, да не кажете ниту една реченица за 700 милиони евра долг, кој што вашата влада ги направи, оваа влада треба да ги плати. Ниту една единствена реченица. Да не кажете ниту една единствена реченица за 50 милиони евра кои што ги земавте како социјален, кои што ги земавте како солидарен данок, а оваа влада треба да ги плати врз основа на судска одлука, која што ви кажува каква економска политика вие терате. Да не кажете ниту една реченица за светска економска криза, која што ја чини државата пари. За да ако сакаме ние да ги држиме ниски цените на енергенсите, се разбира дека тоа директно влијае врз буџетот. Ниту една единствена реченица не кажавте. Да ги прифатевме вашите закони. Знаете колку ќе требаше сега да се задолжиме? Тоа ли е економската политика која што вие на една страна ја сугерирате, а на друга страна напаѓате за задолжување? Вие, дополнително колега, да ве подсетам, не можеме ние да го полниме буџетот со бројчаникот на Заев. Го гледате вие бројчаникот на Заев? Јас не го гледам, предпоставувам дека само во главите на СДСМ тоа се гледа. Во меѓувреме ние не можеме да го полниме буџетот, ниту од Дубај не доаѓаат пари. Од таму само доаѓаат златни визи на Заев и на вашиот сегашен лидер. Толку е од вашата економска политика. И да ви кажам, што се однесува до мене, вашите економски експерти ние треба на друг начин да ги користиме. Треба да им обезбедиме државно сместување со 3 пати на ден топол оброк. Со такви економски експерти така треба да се постапи. И јас се надевам дека дел од нив ќе ги вратите, за да може да не помогнат од едно место каде што убаво ќе си поминат. Благодарам. И јас ви благодарам. Драгана Бојковска се јави исто така за реплика. Повелете.